Здраво на сите! Денеска е 14 јануари 2022 година, а ово е веќе второто интервју за оваа година на каналот Татунчо. Денес за мој гостин го имам Филип Достовски од Здруженијето Зелена алтернатива. Тој, заедно со ова здружение, се занимава со популаризација и актуализација на медицинската употреба на канабисот. Интервјуто, иако е долго, е пренабиено со многу важни информации и битни работи поврзани со оваа тема. Пред да ве препуштам на интервјуто, ве подсетувам дека поддршката за оваа работа можете да ја изразите со кликање на црвеното копче долу, кај што пишува subscribe, и ако сакате добивате известување за секое ново видео, бидејќи не излегуваат регуларно, можете да го кликнете звончето така што кога ќе има ново видео ќе ви доаѓа известување. Сега ве оставам на видеото. Уживајте. Значи, како што најавив, со мене го имам Филип Достовски. Има многу начини на кои што може да биде најавен, дали како активист, дали како промулгатор на одредени знаења поврзани со медицинската употреба на канабисот, но јас нема да го дадам тоа воведно објаснување за него, затоа што мислам дека човек најдобро може да зборува за себе си. И сега наместо класично представување, Филип, дали би можел да ни го кажеш твоето лично патешествие, твоето лично искуство со проблеми и како преку тие проблеми имаш дојдено до употребата на канабисот за лечење на истите проблеми? Прво здраво, чест ми е дека ме покани да бидам гостин кај тебе во твојот подкаст. Вака, ова мојава приказна, значи 100 пати сум ја кажал на телевизија, така да ќе пробам сега да ја скратам онака long story short, за да имаме повеќе време, нели, за битниве работи кои сега се случуваат. Така да, на кратко, јас сум Филип Достовски, основач на Зелена алтернатива, нели, Здружение за регулација на канабис во Република Македонија. Моето патешествие со канабисот почна уште на 12 години. Морам да напоменам дека за тоа не се гордеам и дека од сегашна перспектива советувам, нели, било кој што ќе почне со канабис дури за рекреативна употреба да биде тоа после 18 или дури после 21 година. Тоа ќе го објаснам понатака во разговорот зошто. Сега, прв пат јас пробав канабис кој имав 12 години. Нели, се дружев, не можам да кажам дека беше лошо друштво, возев скирол, скейтери, нели, панк музика и така натака, и едноставно имав пристап до канабис. На 12 години пробав канабис прв пат. Не беше некое вау искуство или не знам што. Значи, не користев од кога почнав прв пат, нели, од кога пробав прв пат, не го користев тоа редовно. Може, нели, некој кој ќе прави роден ден, па кој ќе се собереме или за нова година или за некој таков настан. Мислам, тоа беше тоа. Сега на 15 години ми откриваат малигна болест, Ходжкинсов лимфом, и ја идам да се лечам во Словенија, и заради тоа што примав хемотерапија и радиотерапија, некако пак се врати канабисот у мојот живот, и таму со една девојка исто така пациент, прв пат запалив џоинт, кој би го дефинирал како мојата прва медицинска употреба, не рекреативна. И тогаш уствари сватив, значи, ако имав 15 години, ја видов разликата од тоа здрав човек да пуши канабис и човек што има мака да пуши канабис. Можам да ви кажам дека тогаш имав многу лоши сајд ефекти од хемотерапијата и од зрачењето, и дека само 2 или 3 дима од тој џоинт што ги повлеков ми ги тргна сајд ефектите 100%. За разлика од лекарствата кои ми ги даваа специјално за тоа да ми ги тргнат сајд ефектите од хемотерапијата. Така да, јас уште тогаш почнав да користам канабис малце поредовно од кога бев болен. Тогаш уствари почна мојата вистинска употреба на канабис. И заради мојата болест, најверојатно и моите родители беа малце потолерантни. Сепак тоа беше 95-та година, ние сме од Македонија, тогаш се знаеше канабисот само како дрога. Ама, нели, успеав малце да објаснам и моите сами видоа како ми делува, и не дека не се љутеа, ама сепак беше друг однос од него кај други родители во тоа време во Македонија. Така да скратам приказната, реков ќе ја скратам, ја пак ја продолжив. Тоа беше мојот прв увид дека канабисот лечи, мада и тогаш некој да ми кажеше дека
самиот канабис лечи некоја болест, ќе му се смеев. Јас тогаш ги видов резултатите од сајд ефекти од некоја друга терапија колку помага, а не дека самиот канабис може реално да излечи болеста. Така да, фала му на Господ, се излечив со Словенија, хемотерапија зрачење и нели малце канабис за сајд ефектите. Се вратив во Скопје, више имав 16-17 години, ама зашо више користев канабис додека бев болен, продолжив да користам и после тоа од кога оздравев во Скопје, нели во Македонија. И од тогаш почнав малце повеќе да се интересирам за канабис, нели почнав помалце и да садам, тоа не беше ништо стручно или не знам професионално, него кај видам некоја нива, ако имам семка, ќе фрлам обично негде у планина, ако идам на излет или слични такви работи. И ама многу се интересирав за канабис. И многу после тоа, значи тоа е 96-97, негде 2009 случајно на интернет налетав на човек кој тврди дека измислил, открил како се прави масло од канабис кое лечи рак. Искрено, многу воопшто не верував, ама го кликнав линкот чисто да видам за што се работи. И гледајќи го рецептот како се прави тоа масло од канабис, ја уствари сватив дека 80% од тој рецепт веќе го знам, зашто ја пред тоа веќе знаев како се прави хашиш. Можам да ви кажам и за широка популација дека маслото од канабис е рафиниран хашиш, прочистен хашиш. Хашишово масло, масло од канабис, тоа све е едно исто. Знаејќи како се прави хашиш и гледајќи го рецептот, сватив дека многу е лесно да се направи, дека можам да го направам и го направив чисто од љубопитност. Сега, пошто тоаш не бев нешто болен, не го користев за посебно за некоја диагноза. Со пријатели неколку ставивме на врв на цигара, нели запаливме цигарата и видовме дека те прави хај исто као да запалиш џоинт. Со разликата тоа што не мора нигде да идеш да се криеш и да моташ, него можеш дури и у диско или у кафич, една капка ќе ставиш, никој околу тебе не знае дека ти уствари пушиш џоинт. И така го користевме 2-3 години. Еве, би рекол дека тоа е некој вид злоупотреба. Мислам се зезам, не е никаква злоупотреба, него користевме за вистинската намена и него согледувавме вистинскиот потенцијал што го има. Ама кој што е Господ никој не е, нели она чудни се патиштата Господови. Мене ми отекоа жлездите после некое време од кога научив како се прави масло, отприлика после година и нешто, ми отекоа жлездите пак, нели истите оние жлезди кои ми беа отечени кога ми беше откриена диагнозата Ходжкинсов лимфом. Отидов кај мојот лекар кој ме водеше додека бев болен тука во Скопје. Нели он ме прегледа и ме викна подхитно на биопсија, на пункција од жлездата, нели да ми извадат. Јас ми се врати цел филм од претходната голгота со хемотерапија и зрачење. Прва мисла што ми беше да пробам со маслово. Значи давеник и за сламка се фаќа, искрено бев изваден од памет, сериозно изваден од памет и почнав да го користам маслово и за месец и пол до 2 мене жлездите полека ми се повлекоа. Отидов пак кај лекаров, ме прегледа и не можеше да ги детектира жлездите, а не отидов на таа биопсија зашто ми беше страв, тоа ви кажам. Решив прво да пробам со масло, па ако ништо не биде, таа биопсија јонака не ми бега. Испадна дека вториот пат докторов не ме ни прати на биопсија, ја му дав шприц од маслото, му кажав што сум правил, нормално ништо не ми веруваше, он мислеше дека уште првиот пат нешто сме се збунили уврска со жлездиве, пошто беше онака преглед само со пипање. И тука заврши приказната. Јас не зборев на никој, мислам што ќе кажам. Ја и денес немам потврда дека втор пат ми се вратила болеста. Затоа кажам тука заврши приказната. Ама една колешка од работа која знаеше што правиме, незината мајка за жал имаше леукемија, она независно од мене исто така случајно видела на интернет дека постои некое масло од канабис, зашто тоа почна на интернет да станува вирално тогаш. Видела дека нели со канабис можеш да направиш масло од канабис и го нели не праша, пошто знаеше кои луѓе на работа, колеги користиме канабис, не праша дали може да ја најдеме канабис за да направи масло за мајка.
нормално ја и кажав, чекај, онака ние више го правиме маслото кога сакаш да го имаш. Она го доби маслото после некој ден и мајка имаше многу добри резултати. Од тука почна приказната, зашо они почнаа да зборат. Заради тоа што нели мајката на колешкава беше малку незавидна ситуација со понапредната болест и со користење на маслото почна болеста да се повлекува и тука беше уствари онаа точка кај што све се прекрши, они почнаа да зборат по луѓе и почнаа да даваат мој телефон и така тргна цела работа. Сега, мене кога ми се повлекува жлездите, ја му пратив мејл на човекот што го измисли маслото, чисто онака мејл каде што изразувам благодарност. Он мене дури после неколку месеци ми врати, као нема гајле, баш ми е драго. И нашата комуникација... по име човекот. Извинете, Рик Симпсон од Канада. Познатиот Рик Симпсон од Канада и маслото по него е наречено Рик Симпсон Ойл или РСО. И сега тој човек ми врати мејл као фала што ми се заблагодаруваш и баш ми е драго што си имал резултати и тука нашата комуникација заврши заради тоа што човекот има нели цел свет го бара ради тоа масло, илјадници мејлови, онака не ни можеше некако да продолжиме комуникација. Ја бев задоволен само и што ми врати. Так. Во меѓувреме додека луѓе што со леукемија овие што беа, што нели видоа резултати, кога почнаа да раскажуваат на други луѓе, многу луѓе почнаа да ми се јавуваат, ја почнав да им правам масло, со тоа што не знаев конкретно како се користи, нели ја немам проблем со сайд ефекти, ја го јадев, уживав у сайд ефектите, ама има луѓе што не уживаат, на некои им сметаа сайд ефектите, ја на сите им го давав мејлот на Рик Симпсон и викав ја ќе ви го направам маслото, ама за користење обратете се кај човекот. Кај човекот одеднашка почнаа да стигаат многу мејлови дека нели Филип од Скопје им го направил маслото и дека го прашуваат како како да го користат. И човекот, он се заинтересира за мене, ми прати мејл дека ќе прави семинар во Љубљана и да се запознаеме. И сега интересното и зашо све од кај ја црпам силата да се борам, пошто ова е као борба со ветерници, едни коинциденции што ја мислам дека се малце поише од коинциденции, тоа се дека Рик Симпсон своето масло го нарече Phoenix Tears, солзите на Фениксот. Заради тоа што нели Феникс е птица која се раѓа од својата смрт. А масло буквално некои луѓе ги враќа од смрт. Во тоа време ја додека се лече во Љубљана со хемотерапија, татко имаше фирма што се викаше Феникс и нели преку таа фирма си ги плаќав сметките. Втора коинциденција е дека Рик Симпсон го запознав во живо на истиот ден кој ја добив дијагнозата во Љубљана, 22 март. Тогаш му беше и семинарот во Љубљана. И трета работа е дека го запознав во истиот хотел каде што дојдов во Љубљана прв пат за да се лечам. Значи, после некоја временска дистанца од 15-16 години, пак на исто место све се случува и некако ми беа многу поврзани работи. Искрено тоа малце ми даде храброст да не ми е страв тука во Македонија да ја почнам истата работа што он ја почна на глобално ниво. Реално тоа се почетоците мои со активизмот и како настана моето здружение Зелена алтернатива. Зашто после тој семинар кај што се запознав во Љубљана со Рик Симпсон, го поканив и морав да направам здружение, нели правно лице за да може да го поканам него и другите професори кои имаат дипломи, нели, што се научници од светски ранг, за да можам да ги поканам преку правно лице да дојдат во Македонија да ги одржат нивните предавања. Отприлика тоа е почетокот на приказнава. Одлично, многу фасцинантна приказна која што е интересно да се чуе како вовет на ова што ќе разговараме. Јас морам да нагласам една работа која што ја практикувам и во моите други видеа, значи без разлика која е темата, а тоа е дека за било која тема најважна е едукацијата. Значи човек треба да се едуцира без при тоа да почне било што, значи пред да почне да работи било што треба да се едуцира во врска со темата и треба да создаде сопствени темелни познавања на темата. Особено вака комплицирана тема. Исто така, многу накратко да споменам нешто за историјатот на употребата на канабисот, низ историјата, тоа што јас, читајќи различни книги во Одисеја, имам наидено на употреба на канабисот. Зборувајќи за некои давнешни времиња,
сигурно немале закони кои што го забрануваат тоа, па така, малце кои се изворите на кои што наидуваме, кои што спомнуваат употреба на оваа билка во минатото па до сегашност? А вака извори за контакт на човекот со канабисот. Не знаеме дали го конзумирал. Зашто канабисот има многу намени. Ама првиот контакт на човек со канабис што е регистриран е отприлика некаде измеѓу 20 и 30 илјади години. То првите докази се отисоци на глина или во праисториски населби, отисоци на глина од коноп. Или од канабисот се прават и материјали, како затоа и се вика на македонски коноп, зашто и порано јажињата сите се правеле јажиња и материјал за гардероба, за облека или за народна носија, се правеле од лен или од канабис. Така да првиот доказ е тој, значи отисок на глина од материјал кој наликува на целулозните влакна од канабисот. Така да тоа е отприлика првата употреба, да речеме, во градежништво. Зашто нели они правеле куќи од кал и од растенија, леп тоа се вика, нели, за да направат куќи. Значи тоа е најстариот доказ дека човекот користел канабис на овој или оној начин. После тоа, нели, праисторија кај што немаме пишани извори, историја е веќе од кога почнуваат и пишани извори. Значи ова зборам за праисторија, а веќе од кога почнуваат првите пишани извори, исто така е, значи од кога постои писменост, од тогаш се спомнува и канабис во таа писменост. Има стварно многу докази, значи не знам кој да го изберам. Можам да ви кажам дека стварно не знам кој има во секоја култура, на пример, конкретно има писања за старите скити, тука на Балканот и малце погоре, кој знае кај се движеле, кај живееле скитите. Скитите биле познати дека се вегетаријанци и дека голем дел од нивната диета, од нивната исхрана се темелел на семки од коноп, семките од канабисот, пошто тоа им е најдено во амбарите, нели, под земја, во оние питоси глинени, кај што стариве луѓе чувале како фрижидери, им заменувале, нели, како остави за храна под земја. Наоѓано е и жито и семки од коноп кои се користеле за храна. Така да знаеме за старите скити дека биле вегетаријанци, дека користеле коноп како храна и дека кога тоа е напишано историски во книга, можам да ти пратам линк, нели, за ако може да ги ставиме во описот на видеото тие линкови. Тоа, каде што се опишува дека скитите кога имале празници, фрлале од истиот тој коноп во оган и славеле по цела ноќ. Тоа значи дека биле интоксицирани заради тоа што, нели, кога ќе фрлиш во оган од чадот ако го дишеш, нели, исто како да пушиш марихуана. И сега тоа е било во нивните ритуали, да речеме, да, така да го користеле секаде и во градежништво и за храна, и еве првпат меѓу првите пати кога се користи како за некаков религиски момент или ситуација, ете го фрлале во оган и дишале од тој чад. Најдени се направи за пушење канабис, докажано е заради тоа што со хемиска анализа е докажано дека внатре има канабиноиди, кај стари племиња. Канабисот се користел во Египет, се користел во Индија, се користел дури и во арапскиот свет, иако исламот тогаш бил, исламот строго забранува користење на дроги или супстанци, ама тогаш канабисот не бил гледан како дрога. Ако земеме, да скратам, историската употреба на канабис во смисол на колку време знаеме дека се користи, например, од пред 20.000 години до сега, и ако тој временски период го сведеме на 1 сат, или го смалиме, периодот од кој е забранет канабисот не е поише од 30 секунди. Ако ја знаеме цела така да канабисот е забранет во 40-тите и 50-тите години од минатиот век, и сега сите знаеме тој е забранет заради фармацевско и нафтено лоби, заради тоа што канабисот им смета во подемот на нивните индустрии.
Па така, тие две се поврзани во контекст на историографијата, значи англискиот збор за убиец е практично увезен збор од хашашините, односно хасасините, кои што биле во средниот век, значи прилика паралелно со темпларите се живеат, значи на Блискиот исток и биле познати како свирепи војни. И се претпоставува дека самите темплари имале контакт за време на крстоносните војни со хашашините и биле познати по тоа дека консумираат хашиш. Затоа и се викаат хашашини, а од тука е изведен асасин, нели, англискиот збор за и се употребува и во италијанскиот јазик асасино, значи за убиец, значи од таа нивна свирепост и поради тоа што биле познати под тоа име е изведен секундарно значење на зборот хашашин. Сум го чул ова, точно, ама морам да кажам дека ова само теорија, која не е докажана, би сакал баш ова играва со зборови е страшна работа, заради тоа што со термини многу лесно може некој да не манипулира. Тоа се случува нон-стоп во историјата. Ќе кажам само еден пример. Например, денеска, ќе кажам пример што нема врска со канабис, па ќе се вратам на твоето прашање. Например, денеска зборот археолог значи некој кој истражува, нели, кој копа земја и истражува стари цивилизации. Така, каде што наоѓа траги под земја за стари цивилизации и пробува да истражи нешто. Самиот збор археолог пред 200-300 години значело човек кој сака, археолог било назив за глумец или за забавувач. Зашто самиот збор археолог значи некој кој се занимава со стара уметност. И така да археолог денеска значи некој што истражува стари народи, стари цивилизации, а порано значело човек кој ја истражува старата уметност, зашто нели кога се случува ренесансата, почнуваат пак да се враќаат малце се така грчко-римската култура се враќа. Така грчко-римската култура каде што имаш драма, трагедија, театарски представи кои што у среден век биле забранети од инквизиција и после во ренесанса кога се враќаат, зборот археолог нели прво им значи актерите во театрите во ренесансата се викале археолози. Така да сакам да кажам дека многу лесно е да изманипулираш со зборови, корени од зборови и да ги поврзуваш со различни јазици и што значи тоа во секој јазик. Конкретно сега ќе се вратам на твоето прашање. Точно е дека тие луѓе хашишани, што од таму настанал зборот за убици, асасини, користеле канабис, ама тој канабис го користеле од кога ќе завршат со акцијата, за да се опуштат и да може да легнат. Додека за да одат и започнат да убиваат и да имаат агресивни акции, користеле други психоактивни супстанци, меѓу кои татула, што ти го буквално што ти го помешува паметот. Така да тоа што они користеле некој вид на канабис во некоја форма, како на пример хашиш, не значи дека тој го користеле за да напаѓаат, зашто ние сите знаеме сега дека тој што користи канабис не е агресивен. Така да ако земеш научно да го гледаш тоа со денешните докази, ќе видиш дека тоа е мала грешка во преводи. Сега ќе кажам една друга работа во врска со јазикот. Ние сме биле 500 години под Османлиска империја. И многу зборови имаме прифатено, нели, турцизми во нашиот јазик. Сега многу од тие зборови не се турски, иако ние ги нарекуваме турцизми. Тоа се арапски зборови кои преку Османлиската империја, заради тоа што Куранот и исламската религија се чита на арапски, во Османлиската империја користеле многу арапски зборови, не само турски. Еден од тие арапски зборови кај нас што останал како турцизам е зборот синоним кој означува благосостојба, убавина, задоволство, и тој збор е кејф. Така? Така. Сега, ако побараш на интернет или било каде у кофи шоп да отидеш во
или во социјален клуб во Шпанија или во Холандија, од многуте канабис производи, како што се, например, нели, самиот канабис во форма на джоинт, напитоци од канабис, колачиња кои содржат канабис, нели, канабис во разни форми, ќе најдеш еден производ што се вика киф. И тој киф е уствари кога го земеш канабисот, цветот, тувката од канабисот и ја тресеш на преку сито, ќе видиш дека од канабисот ќе почне да паѓа како една бела прашина. Па уствари таа прашина е хашишот, маслото и таму се содржи целата лековита моќ на канабисот. Во таа прашина, во растенијето нема ништо. Ти од прашината кога ќе го истресеш, нели, од растенијето ако успееш да истресеш цела прашина, растенијето после воопшто не ти вреди. Све е во таа прашина. Така. Сега, таа прашина се вика киф. Ама киф се вика заради тоа што секаде во свет киф е уствари остаток, тоест истиот збор кейф, што на англиски се вика киф, на македонски се вика кейф, на арапски се вика кајф. И уште во време на Османлиска империја арапите користеле канабис, поготово во Авганистан, денешен Авганистан, и мислам, каде што била Османлискава империја, не само Авганистан, и ден денес, така да денес на македонски, преку тој турцизам, ние комплетно и форма и суштина го имаме истиот назив и кај нас таа субстанца, таа бела прашина се вика киф. Така да, нели, тој збор точно го означувал и тогаш во арапскиот свет исто оваа прашина, ама истиот збор им бил и за убавина и благосостојба. Така да, они точно го нарекувале тој производ од канабисот со неговото вистинско име, убавина и благосостојба, зашто тоа ти го носи, ако го користиш. Така да, пак да се вратам на твоето прашање, многу долго влечив. Има многу остатоци во јазици и по тоа и се гледа колку канабисот исто така бил присутен во човечката историја. Например, самиот збор за платно, канвас. Платно означува канабис. Затоа и се вика канабис. Значи канабис, канвас, канепа, коноп, канепа, тоа значи на латински и на словенски јазик. На латински канепа или на италијански или на шпански, на македонски коноп, на српски коноплја. Коноп, канап, канвас, канапа е тотално истиот збор за истото растение. Так. И ти означува тоа растение највеќе за што се користело. За коноп и за платно. На холандски канвас е платно, па и на англиски. Да, општа употреба има сега, значи покрај англискиот јазик. Ама тоа све трга од канабис. Така. Дури можеме да се вратиме и назад во Библијата, заради тоа што некои израелски научници, читајќи стари текстови од Библијата и од Тората, открија дека светото миропомазание со кое Исус ги мачкал апостолите, го има како рецепт во некои стари книги. Можеш и да го побараш на интернет, да го вклучиш во овој подкаст. Таму откриваат дека растението во Библијата е спомнато како кане босам. И тоа на арамејски јазик, јазикот на кој зборел Исус, значи миризливо растение. Сега, кога ќе видиш дека една од првите сорти која се популаризираше онака мејнстрим, се вика сканк, што исто означува нешто што многу јако мириса, ќе видиш дека човештвото секогаш знае точно како да го нарече тоа растение. Сега во Библијата е тоа растение кане босом напишано како една од состојките од кое се прави светото миропомазание, со кое Исус помагал, нели, на населението, ги лечел и исто така и ги миропомазувал своите апостоли. Значи ова денес што не мачкаат со зејтин, нели, на причест во црква, е само остаток од тој ритуал кој ја задржал само формата, а не суштината. И ова више и све повеќе и повеќе се докажува лингвистички. Се надевам дека за брзо време ќе успее онака да биде и научна вистина, а не само теорија.
Така, јас Библијата ја истражувам многу интензивно и има истражувачи кои што велат дека со Библијата најмалку треба теолози да се занимаваат, а повеќе да се занимаваат научници, затоа што има многу научни податоци кои што само под друга терминологија се спомнуваат таму, па ни создаваат нејасноти. Јас го спомнав преска Афганистан и имам чувство дека со Афганистан имаме голема сличност не само заради конопот сега и заради нешто многу уште попознато од Афганистана, тоа е афионот. Така? Каде што покрај афганистанскиот и нашиот афион има нели супер квалитет. И јас како мал се сеќавам кога одев кај баба ми на село, редовно држеа дома по една ги вика пити од катран. Значи афионот што го одгледува, го режеа, ја имаат таа пита и ја користеа за лечење. Не ја злоупотребуваат. Значи има различни начини за различни проблематики, ја користеа за тоа. Подоцна, нели, кога се знаеше дека селаните имаат такви работи по дома, се каже дека е незаконски, дека е легално и сега мислам дека и генерално одгледувањето на афион е сведено на минимум, ако не е воопшто искоренето во Македонија. Сведено е на минимум, ама не е искоренето. Се уште мислам дека има компании за кои некои луѓе произведуваат и компанијата им го откупува, ама е строго контролирано. Сега убаво што го спомна тоа, и за тоа имам некои сознанија, нели, сортата на афион која постои во Афганистан е уствари македонска сорта, кога, нели, сега да не навлагаме историја зашто ова друга тема, ама нели со походите на Александар Македонски на тогашната Македонска империја, дел од семето од афионот нели го носеле со нив, така користеле и тогаш афион, нели војска, повреди и така натака, користели канабис и афион. Семето однесено накај Афганистан и натака, од таму они произведуваат афион, значи од тука таму, а не обратно од таму овде. Па како се вика афионово семе? Самиот збор за афионово семе како е? Да. Точно, Значи, ама сакам нешто друго да кажам со анализиве. Например, најаките сорти на афион се одредуваат со тоа што колку се потентни во опиумски единици. И сега ја го имам прочитано, не тврдам дека е така, ама сум го читал во стручна литература дека, например, број 1 опиум во светот, кој има највеќе опиумски единици, од прилика 12 до 14, е македонскиот од Македонија. И сега второ место е со 7 опиумски единици, тоа е афганистанскиот, и после афганистанскиот идат таму некои други, дали од Кина или не знам каде, ама сега вака, второ и трето место се 6 опиумски единици и 7 опиумски единици. И македонскиот што е прво место им бега дупло повеќе, значи овие други меѓу себе се разликуваат по 1, 2, 3 единици. Нашиот е многу попотентен и има дупло од вториот. Мислам ова е некој податок што го онака само го нафрлам, чисто само зборам Македонија каков потенцијал има за... Така, и афионот е сега споредна тема во ова што го збориме. Јас пред на крајот на минатата година имав како гостин еден млад човек кој што се занимава со билкарство. Значи од мало дете има учен од своите предци за билките, и значи беше исклучителен соговорник, има напишано и книга на темата. Значи ние многу пати за себе мислиме дека сме некое заостанато општество, ама бидејќи тоа е така затоа што мислиме дека до подоцна имаме живеено малце повеќе на традиционалниот начин, особено по малите места и по селата. Јас тоа го имам доживеано како дете кај моите баби и дедовци по селата. Значи се она што земјата го даваше, значи не зборувам само за овие две билки кои што до сега ги спомнавме, туку се она што земјата го даваше, особено неизвалкано што го има по линиите, по ливадите, по шумите, има некакво својство кое што помага во нешто. Во контекст на ова, во светски рамки преска напоменати нешто, значи главниот виновник за криминализацијата на марихуаната, односно на канабисот, и за, да речеме, прогласување за шарлатанство за лечењето со билки е всушност Џон Ди Рокефелер. Го спомна, тој е нафтен магнат, а оној дел од нафтата кој што не се користи за деривати, за горива, се користи во модерната фармакологија, создавајќи молекули кои што ги имитираат природните молекули кои што се користат за лечење. Значи молекулата хемиски може да се создаде,
Но искрени лекари, искрени фармацевти ќе ви кажат дека таа формула има нешто што недостасува, што тие не можат со нивната наука да го објаснат. Значи, Точно. има некоја компонента која што, еве, да ја наречеме Божја частичка, која што во хемијата ја нема. Последно што имам слушнато е дека нели овој доктор Несторович рече дека синтетичкиот С-витамин и природниот, значи треба да земете 14 пати повеќе синтетички за да го даде истиот ефект на природниот. Сега, Точно. значи малку за тој дел, значи да разговараме за каква била употребата во некои постари времиња, 200-300 години и зошто доаѓа до таа криминализација за која што сега спомнав јас. Вака сега, исто ќе ти пратам, нели, после нашиот разговор да можеш да пуштиш во да ставиме во опис. така во нашиот разговор, вака сега. Фармакопеја како документ е медицински устав на една држава. Во неа се содржани лековите и супстанците и протоколите како треба да се користат, кои се прифатени и усвоени во една држава. Тој документ или медицински устав се вика фармакопеја. И секоја држава си има свој. Некоја држава го копира од друга држава, некоја држава си прави сама за себе, некоја држава си прави комбинација од повеќе туѓи фармакопенели и си прават фармакопеја за себе, значи на територија на таа држава, што е дозволено да се користи за лечење, на кој начин тоа ќе се користи и така натака. Сега, во српска фармакопеја од 1926 година постои канабис индика, го напишан е рецептот кој овој за маслово, како да го направиш маслото, и напишани се дозите и за кои болести помага. Зборам српски документ од 1926 година. И таму стои канабис сатива, подвид индика. Расте во Ирак, Персија и Западна Индија. Таму се одгледува, ама исто така се одгледува и кај нас. Сега, во 1926 година, Македонија е дел од Србија како Јужна Бановина. Така да тој документ српски се однесува и на Македонија. Значи, ова пак ќе ти го повторам вака, знам дека е неверојатно. Во 1926 година, ако некој се разболел тука во Македонија од нешто, и ако отишол на лекар, лекарот му го препишувал истово масло. И лековите на база на канабис, значи зборам 1926 година, се уште нема 100 години поминато од тогаш. И тоа стои црно на бело, јас ќе ти го пратам тој документ да го видиш. Понатака се создава Кралство Југославија, СХС. Има уште една фармакопеја од 1933 година. Таму стои истото. Канабис сатива, подвид индика, се користи за тие болести, вака, значи објаснето све комплет. Многу подобро него денешниве лекари што ти зборат за канабис. Многу голема срамота е што денешниве лекари и фармацевти од кога ќе добијат диплома и од кога ќе завршат факултетот, мислат дека завршиле све во животот. Не разбираат дека човекот учи додека е жив. И дека нон-стоп се менуваат работи и светот иде напред. Не ми е јасно како нашите доктори, фармацевти, медицински лица, чисто од љубопитност, додека студирале, не го прочитале овој документ. Овој документ постои секаде по архиви. Збориме за официјален документ на една држава од која ние реално сме биле дел. Без да навлегувам сега политички дали македонецот бил угнетен на таа држава или не. Небитно тоа. Така е, мислам да не отиде да ја сватен погрешно. Значи, не ми е јасно како професорите на тие студенти по фармација и по медицина не им го кажа тоа. На крајшта, еве, 1926 може е многу одамна, ама 1933 не е многу одамна. Тоа е официјален документ. Наместо да бараме докази во клинички студии, наместо да бараме докази надвор по светот,
ние ги имаме дома, во нашите стари фиоки. Нашите стари луѓе, зборам генерации кои се родени од 1920-та, што имале барем 15-20 години додека се уште канабис се користел, се сеќаваат на тоа. Сега да се вратам на ова друго прашање, што ми кажа за изолирањето на посебни молекули од растенија што ги прави фармацијата и нели што викаш божјата компонента, зашо природно делува подобро од Не, ги синтетизира од нафта практично, од нафтени деривати. Не, ги синтетизира од растенија, што прави фармацевската мафија? Гледа кој растение е лековито за некоја работа, не кажува кој растение е лековито за некоја работа, обично тоа они не го гледаат, него го собираат од стари надри лекари, затоа сегде кај влади империализам, прва работа што прават, кој освојуваат, нели, англичаниве кои освојувале Африка, овие од Белгија кои освојувале Африка, нели сите тие имаат таму колонии. Така, и ги држат луѓето во робство. Прва работа што прават е кога ќе освојат таква некоја територија, ги убиваат шаманите и народните лекари. За да го трнат знаењето за луѓето да бидат безпомошни, за да може да им продаваат се и се што. Значи прва работа тоа е принцип на било која империалистичка држава. Прво им ги убиваат вредните луѓе во тоа општество и ги тргаат на страна. Во овој случај тоа се шаманите и народните лекари. Шамани зборам, нели, за такви народни лекари по племиња во Африка и таму. И со тоа го убиваат колективното знаење што е стаено со генерации. За среќа за марихуанава не успеа. Сега, кога збориме за изолирани молекули или не, тој со канабисот пробува да го направат. Зашо не функционираат препаратите од канабис што се продаваат по аптеки? Заради тоа што таму, и кажам одма, не постои божја честичка, него постои синергиски ефект. Тоа е божиот принцип, не честичка. Синергискиот ефект значи дека канабисот ако содржи, ова го кажам пример канабис, ама се аплицира на сите растенија. Так. Канабисот содржи неколку лековити компоненти. Во овој случај канабиноиди и терпени, што ги содржи канабисот. Се знае дека ТХЦ повеќе делува на физички болести, тоест на хардвер, физички болести на телото, а ЦБД повеќе делува на психички болести и душевни болести. Или софтвер. ЦБД ни го оправа софтверот, ТХЦ ни го оправа хардверот. Тоа е грубата поделба. Ама ти, кога ќе кажеш ЦБД, се мисли на сорта која има повеќе ЦБД молекули во неа, ама сепак се присутни и ТХЦ молекулите. Фармацијава прави обратно. Гледа дека ЦБД ќе помага кај психички болести и она прави чист ЦБД екстракт. Без ТХЦ, без другите компоненти. И тој екстракт многу помалце лечи. Додека ако во тој ист екстракт ги додеш и другите компоненти, тогаш е вистинскиот потенцијал на лечењето. Сега, фармацевтите за тоа ја губат битката, заради тоа што не може да изолираш конкретно, например, ти спомна овој принцип за витамин С. Вештачкиот витамин С треба да земеш 15 поише за да биде ефикасен као природниот, а реално витамин С као витамин С истата молекула. Одма ќе ти кажам, во лимунот, освен витамин С, имаш еден терпен што се вика лимонен. Затоа лимунот се вика лимон, зашто така мириса. Лимоненот помага за подобра абсорбција на витамин С и подобра биоискористливост. И заради тоа многу поише искористен и ти треба помалце. А од вештачкиот витамин С, тоа не е вештачки, тоа е изолирана само витаминот С, ги нема пропратните компоненти како природата што ги дала. И што се случува? Треба многу поише да изедеш. Ама истиот принцип ќе ти го кажам и за овошни сокови. Еве, например, во соковник цедиш портокал. Така? Знаеш дека портокал е штетно на гладно од сабале да го испиеш. Заради тоа што Господ, еволуција, природа, како и да го наречеш, го создало портокалот заедно со растителните влакна, целулозата, така да ти кога ќе изедеш портокал, сите тие шекери и витамини во портокалот
заради растителните влакна и целулозата, имаат slow release во организмот. Полека се отпуштаат и полека влагаат во твојот крвоток и најубаво се апсорбираат и помагаат. Ако истиот портокал го ставиш во соковник, ти ќе ги извадиш само шекерите, додека шекерите и може некој мал дел од витамините, додека најголемиот дел од витамините и другите пропратни, еве, например, растителни влакна и целулоза, што помагаат со варење и со апсорбција на тој портокал, ги фрлаш, остануваат надвор. И ти уствари мислиш дека се освежуваш со сокот портокал, реално му прави штета на желудникот. Портокалот треба да се изеде така како што го дал Господ. Во форма на портокал. Истиот овој принцип што го збориме и за фармацијава, и за лековите, значи, ние како човечки суштества и како род бараме преку леп погача. Ние во природата и околу нас имаме све што ни е потребно да водиме квалитетен и убав живот. Сега има некои структури, да не ги наречам мрачни сили, кои пробуваат да го лишат човештвото од тоа. И за жал такви се појавуваат во секоја држава. Не можам да генерализирам, нели, тие ги има буквално во сите сфери од нашето општество и нашето живење. Реално со нив не можеш да се бориш на нивен начин, со лаги и со невистини и со агресија. Еве, нивна теорија и ова ти што ми кажа дека хашиш доаѓа од зборот убица. Тоа е намерно извртени факти, за да луѓето ги тргнат од хашиш или од канабис. Тоа ти тврдам. Така да со нив можеш да се бориш само зборувајќи вистина и едуцирајќи го широкото население, за да може населението и онака народот масовно да даде отпор на тие глупи решенија и глупи закони. Ама да не беа тие, да не е нивната појава во општеството, значи да ги нема тие сили, како што велиш ти, многу луѓе како мене, како тебе, ќе останат во мракот. Зошто? Затоа што ќе нема кој да им создава нелагодности, ќе нема кој да ги иритира. А вака, имајќи ја целата таа иритација, значи, не можеме да не го имам примерот со сегашната состојба, многу луѓе почнаа да размислуваат затоа што осетија нелагодност, осетија непријатност, осетија дека нешто не е во ред и почнаа да се информираат. Претходно едноставно си го живееја животот и демек така треба да биде. Сега кога дојдовме до екстремата создава будење. Дали си согласен со тоа? Точно, сметам дека се живее и се прави прогрес надвор од комфорт зоната. Не да сум согласен, него 100% на иста линија сме. Тука се согласувам ептен. Само што морам малце да те поправам. Да, сега се дое до една екстрема кај што луѓе почнаа да се будат, ама многу битна работа е тоа што истите тие луѓе сега што не спречуваат. Ти мене ме праша да би бил достапен канабисот, сега не би се знаело. Не, канабисот да беше достапен, сега немаше да има волкава стапка на аутизам, канцер и други болести кои сега стана епидемија, порано беа реткост. Значи, таа е таа штета која ние ја трпиме како луѓе од забраната на канабисот, која не е стара ни 100 години. Така, сакам нешто да те прашам, значи ќе ти дадам мал вовед за тоа, значи спомна епидемија, ние се наоѓаме во епидемија, ама не се наоѓаме 2 години во епидемија, се наоѓаме децении наназад во епидемија. Јас тоа лично го имам искусено преку станувањето по возраст. Значи кога сум имал 20 години, 15-20 години, што знаел некои луѓе и веќе кога дојде во доцни 20-ти, сега веќе имам 41 година, редовно кога оде во Кочани, од каде што потекнувам, редовно ќе видев некролог од некој кој што е горе-долу со возраст како мене, значи кој што е во 30 и некоја година, 28-9, и редовно причината за починување беше рак. Значи тоа е вистинската епидемија за која што никој не зборува, а анализирајќи, разгледувајќи страната на твоето здружение, гледам дека генерално за тој проблем луѓето пишуваат, те контактираат и најмногу за тоа споделуваат искуства, значи директни искуства, сведоштва од луѓе. Па те молам, значи, за примената конкретно околу малигните заболувања и примената на канабисот во лечење на овие заболувања.
Вака, многу ми е драго што ми го постави ова прашање. Прво се сложувам со тебе, не си го приметил само ти тоа, значи реално вистинската пландемија, епидемија, пандемија, како да ја наречеш, се малигните болести. За тоа има многу повеќе фактори, не можеш да, нели, да кажеш ова се случува заради ова или заради тоа. Значи надворешни фактори, загаден воздух, стрес, пестициди во храна, нередовен живот, хемикали таму и каде што мислиш дека ги нема. Значи тука има многу фактори зашто се случува тоа. Така. Од друга страна, човечкото тело е една совршена машина која може да се справи со све тоа. Заради тоа што како човечки род имаме преживеано се што. Збора милијадници години наназад. И сепак сме успеале да еволуираме. Заради тоа што кажав дека нели не можеш да кажеш конкретно што е причината за толкава епидемија на малигни заболувања, јас ќе ја свртам работата малце на друга страна. На друга страна, ама со тоа сакам да објаснам, извинете, ја у кола го правам ова интервју, така да малце лошо светлото. Автентично е така. Се угаси, да. Вака, би сакал да го објаснам ова твое прашање, ама ќе тргнам од друга перспектива. Сакам да објаснам што е тоа канабис, како прво. Ајде. Вака, ние имаме, кажав, човечкото тело е совршена машина, која е способна за многу повеќе него ние сами што сме свесни, и која секој од нас ќе си го согледа потенцијалот за што све е способен, би се сменило општество за многу брзо време. Ние како човечки род, ама и сите други цицачи и дури и некои пониски животни форми, како медузи и рибите дури, што не се топлокрвни, имаат ендоканабиноиден систем. Дури некои инсекти го имаат. Што значи тоа? Така, што значи ендоканабиноиден систем? Тоа значи систем кој е присутен во нашите тела и кој практично ги регулира сите физиолошки процеси во нашето тело од моментот кога сме зачнати до моментот на нашата смрт. За сите физиолошки процеси ги регулира ендоканабиноидниот систем. Зашто се вика ендоканабиноиден? Зашто е наш ендоген, се наоѓа внатре во нашите тела, сега зашто се вика канабиноиден систем? Тоа е заради тоа што во 60-тите години од минатиот век еден научник во Израел, тој научник се вика Рафаел Мешулам, за прв пат го изолира ТХЦ-то како молекула од марихуаната. Заради тоа што сакале да откријат што е тоа во марихуаната, нели што го прави тој познат хај на луѓето кои користат канабис. Така. И прв пат го открива таа молекула ТХЦ. И од го ја открива таа молекула ТХЦ, нели нормално следен чекор би бил да види таа молекула каде се врзува во човечкото тело и какви промени прави во човечкото тело. Откриваат дека ние имаме рецептори за таа молекула на сите наши клетки во нашето тело. Значи на сите наши клетки ние имаме рецептори за молекула која се наоѓа надвор од нашето тело. Што е реално научен нонсенс или глупост. Како би можело ние, што сме цицачи и топлокрвни, да имаме рецептори за молекула која се наоѓа во растение? Тоа значи дека мора да има некоја молекула иста или слична на неа, за која се наменети овие рецептори што ги имаме во нашето тело. И дури 30 години подоцна,
зашто било многу тешко ова да се открие, откриваат дека ние во една жлезда која се наоѓа во нашиот мозок, сместена, пинеалната жлезда, произведуваме молекули кои, ако ја земеш таа молекула и ја ставиш под микроскоп и го земаш ТХЦ-то од канабис и го ставиш до неа под микроскоп и кога ќе погледнеш низ микроскопот, не знаеш која од кај си ја земал. Збориме за идентични молекули. Така што ТХЦ-то што постои во канабисот, секој од нас го произведува на дневна база во неговиот мозок и тоа ТХЦ регулира скоро све во нашиот организам. Практично, луѓето се марихуана без корен, на нозе. Ние самите произведуваме ТХЦ молекули во нашето тело. И тие ТХЦ молекули мозокот ги произведува и ги праќа таму кај што телото има проблем, да се закача за тој рецептор кај што го има проблемот и да изрегулираат работата. Тоест, ти кога користиш канабис, се само лекуваш. Удаваш на твоето тело можност само да ја победи болеста. Заради овој механизам, ако не приметувате, никој го гледате, ама не го приметувате, канабис делува и на малигни болести, и на епилепсија, и на аутизам, и на мултипла склероза, и на диабет, значи листата е долга. Тоа се све диагнози што немаат никаква врска една со друга. А кај сите помага една молекула. Така? Пинеалната жлезда е многу малку истражена и некои нови истражувања велат дека она што го лачи како хормон пинеалната жлезда дека е, значи, благодарение на тој хормон се случува практично и пласибо ефектот. Односно кога човекот е убеден ако некој тебе да убеди дека нешто ќе се случи, пинеалната жлезда прави микс на тие молекули и ти го дава на тебе. Тоест, сега ќе ти кажам кои луѓе највише користат канабис без да стават џоинт во уста. Тоа се овие маратонциве што трчаат маратон по 42 километри и било кој друг спорт што бара таков екстремен стрес на телото. Заради тоа што жлездата највеќе произведува ТХЦ за да реши некаков стрес во телото, пред малце што ти кажав. Така да маратонциве што има сега еден термин што се вика runners high. Хајот на трчачите, на маратонците. Тоа значи дека они кои со тој маратон што ќе го истрчаат, нели, па и да е полумаратон или 20 км трчаш или 40, правиш таков екстремен стрес на телото, што пинеалната жлезда почнува да произведува ужасно голем број на тие ТХЦ молекули и ти уствари се надуваш, стануваш хај на твоите молекули. Истиот ефектот кога некој медитира, истиот ефектот, значи тоа е тоа. Кога се моли? Точно така, да, значи тоа е тоа. Тоа е тоа. Сега, ќе кажам исто еден ист механизам преку кој делуваат нашите канабиноиди, ние што ги произведуваме. Например, сега тоа толку не е расширено, пошто живееме во модерно општество, ама порано, например, кога сме биле по-рурална држава и кога повеќето од луѓето живееле на село, ако некоја девојка остане трудна, нели, обично жените во селото, постарите, ќе ја приметат дека е трудна без и она да знае. Така, уште пред она да дознае. Зашто и се сменил ликот, е убава. Така, си го чул ова као податок? Да, значи, го имам слушнато дека, значи, самата состојба, блажена состојба предизвикува надворешни манифестации, без да започне да се гледа да ти кажам од кај е блажената состојба. Кога жена останува бремена, исто така незината жлезда произведува по 100 пати повеќе канабиноиди него што би ги произведувала ако не е бремена. Тие канабиноиди она ги произведува заради плодот. И за она да може да ја помине бременоста со што помалце компликации. Затоа и
се вика блажена состојба и така натака, нели? Има Па термини. да, и некои истражувања за чинот на раѓање кажуваат дека тоа е ужасно болен процес кој што ако не се ваквите процеси кои што ги прави организмот, Самото тело ете така, ете така. Сега што е работа, ама сега малце на друг начин да ти го кажам тој механизам. Сега жената ја поминува бременоста и нели доаѓа до раѓање на детето. Многу жени од кога ќе се роди детето имаат постпородилна депресија. И тоа е сериозно, мислам, многу жени го имаат тоа и е познато. Таа постпородилна депресија се решава со тоа што зашто се случува таа постпородилна депресија? Заради тоа што молекулите овие што женава ги многу ги произведува ТХЦ, а наместо кај жената сега одат во незините гради и мајчиното млеко е пуно со нив. За детето. Детето кога го цица мајчиното млеко, сега тебе ќе те прашам, пошто сигурен сум дека имаш другари кои пушат марихуана. Пошто сме познаваш луѓе, да, кои пушат марихуана. Така. Човек од кога ќе пуши марихуана, што му се случува? Се смее, се расположува и многу често има осет за глад, иде да јаде. Така? Хемиска глад ја викаат. Така. Сега застани. Секоја мајка, ако го земе канабисот дека е дрога, си го дрогира детето кога му дава да цица. Зашто му дава огромна количина на ендоканабиноиди и детето буквално е надувано. Зашто ако ставиш возрасен човек што пушел џоинт на магнетна резонанса и ако ставиш мало бебе само што цицало мајчино млеко на магнетна резонанса, ќе видиш дека во мозокот истите региони се запалени и се активни. Заради тоа што детето е хај од ТХЦ-то на мајката, а тоа ТХЦ му го развива апетитот за да бара пак да цица млеко. Исто така му го развива мозокот. Зашто ТХЦ-то исто така е научно докажано дека создава нови мозочни клетки. Може било кој што ќе го следи овој твој подкаст да повара на интернет да напише неурогенезис и канабис. И ќе видите, има научни студии што докажуваат дека канабиноидите помагаат да се создаваат нови мозочни клетки. Нешто што до 90-ти години се тврдеше скоро обратно, дека ти се раѓаш со одредени мозочни клетки и дека како старееш само умираат, дека не се обновуваат. Да, сега има нова дисциплина која се вика невропластика и точно. Комплетно побиена таа теорија. Канабисот допринесува за невропластичност на мозокот. Тоа е цела работа. Значи, мајката со своите канабиноиди му помага на детето да стекне имунитет, зашто детето уште не ги развива своите. Ама за сметка на тоа, пошто е мајка, скоро сите му ги дава на детето и заради тоа она паѓа го депресија. И што ќе направат нашиве лекари? Ќе дадат некои јапчиња хемиски за да извадат од таа депресија, а она ќе мора да престане да дои зашто не смее да дои со тие јапчиња. Го лишуваш детето од мајчиното млеко кое е највредно за него, ќе мора да пие формула и во таа формула ќе недостасува Божјата честичка, пошто не е мајчино млеко и нема ендогено ТХЦ, така да детето само ќе му ја задоволуваш гладта, ама нема да му го потикнуваш развојот. Затоа научно е докажано деца кои цицале мајчино млеко се обично во животот поинтелигентни од понатака во животот од деца кои не цицале мајчино млеко. Значи тоа све е поврзано и тука све се врти околу молекулата на канабисот, што не би рекол дека е молекула на канабисот, тоа е наша молекула. Само и постои и кај канабисот. Така да, корен на сите болести, за едно 3-4 години, тоа во Израел више се спрема таква диагноза, ќе биде клинички недостаток на ендоканабиноиди. Зашто многу луѓе што се у депресија е зашто им фалат нивни ендоканабиноиди. Многу луѓе што имаат нешто друго здравствен проблем е зашто им фалат нивни ендоканабиноиди. Така. Ти од канабисот само ги додаваш во тебе. Толку од муабетот.
Така, ајде сега една малце по конкретна тема поврзана со ова. Значи, Македонија е една од земјите кои што на некој начин воведува известна регулатива поврзана со канабисот, бидејќи јас во однос на таа тема, освен информацијата дека нешто се има случајно и дека веќе се одгледува, не знам ништо, претпоставувам и добар дел од гледачите го имаат слушното на вести како парцијална информација. Дали можеш малце покомплетна слика за оној правниот дел во Македонија и твојата, да речеме, кауза за која што се бориш, каде го надоградува тоа што веќе го имаме во Македонија? За жал, Македонија не се покажа како на нивото на својата задача, да бира малце зборови, не се покажа на нивото на тоа што требаше на држава, сериозна држава да го направи. Очигледно не сме сериозна држава. Проблемот е што сите го користат канабисот кога на нив им е потребен и за различни цели. Првиот закон кој го добивме 2016 година во Македонија за употреба на медицински канабис беше едно ливче паушално напишано деме кеве ние легализираме, и тоа се случи во време од кога почнаа оние фамозните бомби СДС да ги пушта против владата на ВМРО. Владата на ВМРО, за да се заштити и малце да тргне внимание од тие бомби, реши да легализира. И не повикаа нас као здружение, или дел од тие семинари ние веќе тогаш ги имавме направено, и тогаш првпут се заинтересира деме кај ќе легализираме. Што е многу жално, ја пред тоа сум контактирал со некои нивни предавници, па и правиот збор сгреши, па уствари вистина предавници македонски, представници мислев. Сум контактирал и никош не ги интересирало тема канабис, ама јас сум контактирал и сум покажал резултати кај болни деца. Значи тогаш не ги интересираше канабис, ама во моментот кога дое време да се спасува партијата и власта, тогаш решија да легализираат канабис. Што не им успеа, пак ги изгубија изборите. Дојдоа нови луѓе на власт со ветувања огромни, дека ќе се подобри законот, дека ќе се на прво место ќе идат пациентите и корисниците и така натака сите оние предизборни ветувања. И тука има една српска поговорка, ќе пробам на македонски да преведам, на српски боле звучи. Таму кај што ти ветуваат многу, мала торба да си земеш. Така, не оди на фалени јагоди, не оди со голема кошница, така викаат. Така. Пат слично нешто, да. Така да ова новата влада тогаш што дое со сите тие ветувања дека ова ќе направи или она за канабисот, таа нова влада уствари у моментов пробува да направи монопол само за нив во канабисот, и реално тој закон што го донесе ВМРО, наместо да го подобрат, го подобреа само за нив. Узурпира практично. Па практично ова е Македонија, и сега не сакам да испадне дека зборам против ВМРО или против СДС, заради тоа што сепак и двете движења имаат некоја своја идеологија. Проблемот е тие што се начело на тие движења, што си ја забораиле идеологијата. Так. И што сега главен двигател и на едните и на другите им се чисти од профит и парите. Така да тоа е најголемиот проблем, затоа сакам да кажам, не е ни криво ни ВМРО ни СДС, него се криви некои лакоми луѓе кои постојат во ова наше општество и што за жал се бутнати во сите партии, во сите сфери и секаде во ова општество. И они уствари го делат ова општество и партиски, и национално, ваксери, антиваксери, значи они намерно тоа све го прават за да може да го контролираат народот. Заради тој принцип на работа го користат, нели, во сите сфери на своето владење, па ни канабисот не е исклучок. Така да, за жал, иако некаде на запад се представува дека Македонија е добра земја за инвестирање, дека тука се сади и така натака, тука во моментов се дешава хаос. Хаос. Еве ќе ти кажам зошто. Имаме 60 компании што имаат лиценци. Тоа значи
секој од нив да произведе по 1 тон на една берба, имаме 60 тона канабис. Ја ти гарантирам, сите луѓе у Македонија у моментов за третман за било која дијагноза што им треба канабис, не ти се потребни повеќе од 1 тон. Да ја покриеш цела Македонија, сите болни за 1 месец, да речеме. А ние произведуваме 60 тона. Збориме сиров канабис, така? Две е свртено на извоз. Тоа сакав да кажам зашто се случува хаос. Кога дојде СДС, рече дека законот ќе биде за корист на граѓаните и прво да се снабдат пациентите и тие што им треба канабис. Ние сега имаме 60 компании, а во аптеки немаме ништо. Како е тоа можно? Законот првиот е донесен 2016-та, веќе 6-та година, еве 2022 влеговме. Так. Како е можно? Како е можно? Еве јас прашувам, ти ме прашуваш како прашање, ама еве јас го прашувам како реторичко прашање. Како е можно да имаме 60 компании во аптеките да немаме еден производ за канабис? Тоа има и друг ланчан ефект. Сега више сите луѓе знаат дека канабисот лечи, пошто имаме 60 компании и тој што бил противник на канабис, што мислел дека е дрога, сега гледа дека има 60 компании, ако е дрога, нема државата да дава лиценци на 60 компании, така? Так. Сега тој што бил скептик за канабис, сега и тој бара, зашо вика бе, ова не било дрога, лек било. И сега сите овие луѓе што се убедени дека канабисот лечи и што знаат дека канабисот лечи, го бараат на црн пазар. Самата држава ги убеди дека канабисот е лековито растение, давајќи толку лиценци, а на пациентите ништо не им дава. Што направија? Сега порано луѓе купуваат 5-10 грама за пушење, сега купуваат кило, 2 за масло. Што ти значи тоа? Пазарот наместо тој 5 грама да купи, купил 500 грама. Минимум 100 пати качен црниот пазар. Так. Еве, одговор на твоето прашање. Да надоврзиме една приказна која што беше многу позната во медиумите, Кирил Попхристов. Значи неговата лична голгота со одгледувањето на канабис за медицински употреба, за употреба на правење на масло беше значи медиски случај, беше уапсен, беше држан во затвор извесен број на години. Значи моето прашање конкретно тука е значи она да го одгледуваш и да правиш масло од тоа што си го одгледал на сопствена нива, така да кажеме, е се уште илегално, така? Се уште илегално, ама мислам дека се подобруваат работите заради тоа што преска што го спомнавме, полицајците више знаат, ако видат пациент, мислам дека се прават на тошо и не апса такви пациенти. Мислам, нели, и некој ако е болен и ќе извади дијагноза ќе покаже, мислам дека тоа не се случува, ама сепак да, илегално и ако те фатат може да имаш проблеми. Мислам, не е мал бројот на луѓе кои стварно со болест отишле у затвор, а користеле канабис и затоа се уапсени. Од друга страна, го спомнаш Кили, случајот на Кили, запознан сум со тој случај, дури па више е застарено дело, јас му правев масло. Значи, тоа е само еден од примерите дека канабисот помага. Значи, се уште има многу скептици кои го гледаат примерот на Кили и Кили не е единствен, Кили е само нели беше јавна личност, па е малце повеќе луѓе знаат. Верувај колку анонимни луѓе има што се излечени, бројот е огромен. Ама заради таа табу тема и дека се плашат некој да не ги или да не им каже дека користеле масло, си ќутат. Значи тоа е многу голем проблем. Си ќутат јавно, они го шират моабетот меѓу своји пријатели и блиски. Ама јавно се уште никој почнуваат да излегуваат, ама се уште тоа мислам дека недоволно. Па добро, ово видео е еден исчекор понапред во врска со тоа. Значи јас знам дека имаш настапување на други места, но битно е како информација да го споделуваме што е можно повеќе. Значи цело време точно, ова не смее да застане. Значи ова треба да се спомнува цело време, дури и да се досаја. Заради тоа што додека не го вратиме канабисот во рацете на луѓето каде што припаѓа, оваа борба не завршува. Многу е страшно сега и од кога знаеме дека канабис лечи. Еве на пример ќе кажам за CBD препаратите кои више не се рачунаат за дрога и дури во Македонија се продаваат без рецепт. Еден препарат во Македонија кој стварно е ефикасен со епилепсија, кошта од прилика 50 евра, ама за да имаш нели за цел месец да го користиш треба 3 пати да го купиш. И сега треба да платиш 150 евра.
вистинската цена на тој препарат не е поише од 20 евра. Они го продаваат 150. И сега тоа е страшната работа што пак секој го гледа преку профит, еве дури и таму каде што можеш да најдеш тоа што ти треба во аптека, конкретно не за канцер, ама за епилепсија лек, више постои во македонските аптеки, е прескап. И пак ги вртиш луѓето на црн пазар да одат, да не го купат од аптека. Так. Тоа е најголемиот проблем во моментов што се случува во Македонија, ама сепак сум оптимист, зашто иако кажувам најголемиот проблем и дека во Македонија имаме проблеми, ако земеме што се случувало пред 5 години и сега, стварно сме многу подобри и работата иде на подобро и на подобро. Така, само да те надополнам, значи одгледувањето на растениево за собствени цели, избориме растение кој што е од Бога дадено, од природата дадено, значи не е нешто вештачко или синтетизирано, од друга страна е сосема легално и дури е кај нас дури фолклор правењето на една многу тешка дрога како што е жестокиот алкохол. Кој што луѓе имаат сериозни проблеми и сериозни зависности. Тука го гледаш лицемерието на ово општество, а и тука го гледаш исто така, ја гледаш и неукоста на широката популација. Да не речам широката популација, да не ги наречам овци, зашо, нели, сепак тоа е навреда, ама проблемот е овој. Толку се манипулира со терминологија и толку луѓето се уплашени и со онаков робски јарем, што они не може, сега зборам за интелектуалци, зборам за професори, со кои сум зборел на овој проблем, нели во врска со овој проблем. Они не може да ги развојат термините легално и штетно. Алкохолот е легален. Автоматски, ако јас купам алкохол, се опијам, и нели под дејство на алкохол изгубам равнотежа и паѓам и повраќам, нели тоа е више толку општествено прифатено што ќе ми се смеат, знаат дека иако сум интоксициран, пијанството ќе помине. И тоа после го раскажуваат како анекдота. Да. Ама ако некој земе 2-3 дима поише него што треба, и малце му се слоши од канабис, нели, исто како од алкохол, ако претераш може да се слоши, па и вода многу ако пиеш може да се слоши, значи, од канабис ако ми се случи такво неубаво чувство ако претерам, сите се уплашени и мислат дека е многу штетно, зашто е нелегално. Значи, термините легално и штетно во психата на еден припадник на ова општество се измешани. А измешани се заради цела оваа пропаганда што имаме од сите страни што сме бомбардирани. Не само за лекови, него општо за све. Така, тоа е заради правниот систем кој што го наложува тоа. Обичајното право не познава вакви работи. Јас имам еден термин за правниот систем, зашто кој е правен систем ќе биде праведен. Ова поише го нарекувам правна шема. Заради тоа што може да биде легална неправда, нели? Така, за тоа го нарекувам шема, зашто си го местат како на нив им одговара. Конкретно ова што ме праша за садење по дома, гледа се има една друга работа исто така, колку се луѓето неразбудени. Дали знаеш дека Македонија ги прифати препораките на Светска здравствена организација и ги усогласи листите на наркотици со Европска Унија. Тоа го направивме у мај минатата година. И тоа излезе во службен весник на 10 мај 2021 година. И таму стои дека CBD сортите на канабис, зашто CBD се докаже дека не е дрога, се надевам и THC за брзо време ќе се докаже, мада тоа малце потешко иде. CBD сортите се докажаа дека не се дрога и дека не може да направат никаква штета на човечко тело и се призна дека имаат некои медицински својства. И Македонија ги усогласи листите со европските листи по препорака на Светска здравствена организација. И сега во овој момент во Македонија е легално да си насадиш CBD сорта, тоест не е легално, нигде не пишува дека можеш.
Ама исто така и не е нелегално. Веќе не стојат овие сорти во член 215 од Кривичен законник. Така да јас ако насадам сега CBD сорта на марихуана на мојата тераса или дома, и ако дое полиција, ќе ме уапси зашто нема да знаат за што се работи. Ама кога ќе дое моментот за суд, и јас ако побарам анализа на тоа растение, и ако се види дека во тоа растение нема ТХЦ, нема за што да ме гонат. И тоа никој не... Тоа во Македонија го знаат многу луѓе, ама толку им е просто неверојатно што никој не сади, не им се верува. И пробам да им го објаснам. Тоа се случува сега во моментов во Македонија. Ова све што го зборам можеш да го провериш во службен весник од 10 мај 2021. Така. Јас кога бев тинејџер, значи во Кочани, во периферијата на градот, значи каде што се наоѓаше една летна дискотека, најдувавме на едни интересни растенија кои што сега знам дека се некаков вид на марихуана. И дури ги беревме, се забавувавме, имаше интересен мирис растението и некои луѓе дури чудно не гледа затоа што веројатно знаеа што е како е, ама буквално растеше покрај река како што расте и било кој друг грмуштесто растение, значи изобилно растеше покрај тоа. И дали знаеш за тој тип на коноп што го има природно, значи никој го нема насадено, каков е и што е? Вака сега, во Македонија на многу места може да се најде див канабис или див коноп кој расте, со тоа што 90% од тие места се места кај што порано се одгледувал коноп за индустријска употреба. Тоа е оној коноп што расте многу високо и не е разгранет, за да можеш на помала квадратура да засадиш повеќе растенија, зашто тој коноп реално се користи. Самото име му кажува, тој коноп се користи за производство на коноп и на материјали за целулоза. Сега, тој коноп е присутен на многу места во Македонија, ама ова ти што ми го кажуваш за тој коноп што расте во Кочани, тоа не е случај баш со регионот околу Кочани. Заради тоа што ова ми е мерак да ти го кажам, зашто нели ти си од Кочани. Така. Вака сега. Тој коноп, ние како здруженија, нели, имам ја другари некои од Кочани, што од времето ми кажале дека таму расте таков коноп, ама јас сум мислел дека е тој индустријски коноп и реално дека нема некаква посебна медицинска или било каква друга вредност. Освен да направиш од него јаже или материјал, нели? Така. Ама случајно, поминувајќи по пат еднашка од Кочани, видовме дека, нели, покрај пат, како што самиот напомена, расте секаде во тој регион, видовме дека не се работи, барем морфолошки по изглед, не се работи за тие сорти стари индустријски што тука некој ги одгледувал, и се заинтересиравме, зашто више имавме контакти како здружение со научници од странство, набравме примероци од тој канабис и ги пративме во Израел, во една од најпознатите лаборатории на свет, тоест во лабораторијата кај што прв пат е изолирано ТХЦ-то во 60-ти години. Од таму добивме одговор дека тоа најверојатно е автохтона сорта во Македонија, дека има неверојатен потенцијал за лечење епилепсија, за третирање деца со епилепсија и третирање деца со аутизам. И дури побараа семки, што ние нормално дека не им ги испративме натака, ама се обративме во повеќе институции во Македонија, нели, со овие сознанија, и тоа беше 2014 година. Денеска сме 2022 година. Се уште никој не се заинтересира од нашава држава да истражи што е работа со тој коноп што расте у Кочани. А ја ви кажам дека тој коноп што расте у Кочани е многу добар потенцијал за македонски бренд на сорта на канабис. Нормално треба да се развива, да се култивира, да се работи со него, ама како генетика и како потенцијал имаме неверојатна работа, што за жал, ако вака се развива канабис индустријата брзо кој што се развива секаде во свет, за некоја година ние ќе го изгубиме тој потенцијал. Ако не реагираме побрзо, конкретно за
нашата автохтона сорта, ќе изгубиме. А тоа ни е од Господ даен дар овде за Македонија. Така, на страната на зелена иднина, така беше страната? Зелена алтернатива. Зелена алтернатива. Значи, ја видов информацијата дека има истражувања дека се користи канабисот за лечење на COVID, бидејќи сега сме во COVID пандемија. И сега јас таму ја проверив страната, значи станува збор за цитат од National Library of Medicine, National Center of Biotechnology Information. Значи ја имаме и страната тука, ти ја имаш објавено на самата страна на зелена алтернатива. Па нешто повеќе околу тоа, значи бидејќи ова изворите ги кажувам затоа што кога се збори на тема COVID обично знаат и да залепат цензура, па го цитираме изворот кој што исто така ќе го ставиме во описот на видеото, значи да не збориме на памет дека цитираме веродостоен извор. Така, да, таа информација излезе од веродостоен извор и не само од еден. Мислам, ја тоа што го имам споделено е само од еден извор. Истото може да го видите на PubMed. Тоа е сериозен портал кај што се објавуваат само најнови истражувања во областа на медицината. Значи не збориме за портали онакви што се занимаваат да со жолта штампа и така натака, да. Точно излезе таков напис и точно и се знае механизмот како канабисот спречува инфекција со COVID. Сега, тоа можам да го кажам, пошто точно е разбран механизмот. Тоа не значи дека ако запалиш джоинт, сега ти си заштитен од COVID. Тоа не значи ако голтнеш капка масло, дека си заштитен од COVID. Таму е многу убаво објаснето. Тоа значи дека дури не ни треба да палиш джоинт или да правиш масло за да се заштитиш од COVID. Таму е, според тоа што е напишано таму, тоа значи дека ти треба буквално, конкретно ќе ти кажам, од таа марихуана што расте у Кочани, сега на пролет, ќе порасне, ама ќе може да се бере од август па натака, тогаш ќе биде зрела. Од август па натака жителите кои живеат во Кочани и околните помали места, може да идат да го собираат тој канабис тувките и да го ставаат во исхрана. Не мора ни да го сушат. Така зелен свеж. Може да си го надробат во салата, да го стават во смути, некако да најдат начин да го конзумираат како храна. Тоа ќе ги заштити од инфекција со COVID. Сега ќе објаснам зошто. Во таа студија, според таа студија, нели, тоа ја не сум го пробал, но според таа студија. Во студијата се кажува дека конкретно две молекули од повеќе од 114 канабиноиди кои се присутни во канабисот го имаат овој ефект на спречување на зараза со COVID и тоа конкретно на начин како оваа МРНА вакцината со спајк протеинот. Так. Баш на тој начин. Значи, природата тоа го имала направено уште пред Pfizer тоа да го направи. Зашто се работи? Канабиноидите треба да бидат во својата свежа форма. Тоест во својата ацидна форма, а се работи само за два канабиноида, CBD и CBG. Дури тука овој канабиноидов што те прави хај, THC, не ти е потребен. Што значи дека ако ја набереш било која CBD сорта од канабис, а не THC сорта, зборам за CBD сорта, тоа е марихуана што има повеќе CBD во неа. Так. Било која, и ако свежа ја искористиш, без да ја загреваш, ти си заштитен од COVID. Например, ако изедеш салата марула и во неа ставиш 30% тувки од канабис, свеж, од овие CBD сорти, таа не е ни психоактивна. Нема ништо да се случи, никакво пијанство, нема такво дејство. А ќе бидеш заштитен од COVID. Сега, зашто е тоа така? Заради тоа што во својата свежа или ацидна форма, канабиноидот THC не се вика THC, него се вика THCA.
Извинете дека у кола зборам, некој човек ми тропаше на кола, морав да се Така, сврбам. нема проблем. Канабиноидот CBD не се вика CBD, него се вика CBDA. Канабиноидот CBG не се вика CBG, него се вика CBGA. Што значи тоа? Тоа значи дека тие во својата изворна форма и дека не се психоактивни. И дека не треба лабораторија или аптека да ги преработува за да би биле лековити. Што значи дека тебе ти треба само да идеш и да набереш таква сорта и да изедеш свежа. Тоест не треба ни препарација. Така. Значи толку е просто. Треба да имаш ножици и да ја набереш тупката. И да направи салата. И да направиш салата, буквално. Заради тоа што како прво и основно канабисот е храна. Ние пред како зборевме за историја на канабис, како прво канабисот се користел како храна. Семето е една од 5 супер храни за човечко тело. Ги содржи сите аминокиселини, во исто време сите протеини што ти требаат на тебе, други омега 3, омега 6 во совршен сооднос за човечко тело, ГЛА киселина што не ја произведуваме, што ни треба од надвор да ја земаме во многу големи количини. Значи све што му треба на човечко тело се содржи во семката на канабисот во форма на храна. Дури има легенда дека Буда кога медитирал, нели не се хранел, ама јадел по една семка канабис на ден. Сега што поише да кажам од тоа? Ништо, значи во конкретно, значи последна работа за која што ќе збориме е конкретно храната. Ова видео не ни знаев дека ќе направи толку коинциденции, толкав синхроницитет на настани. Во зградата во која што ден денеска живеат моите родители, како деца живеевме заедно со Благој Веселинов, актерот кој што глумеше во филмот Исцелител. Значи ќе мора да те прекинам нешто. Благој Веселинов беше водител на нашиот прв семинар, така да поздрав до Благој. Така, значи во иста зграда живеевме како деца, се дружевме и сакам да те прашам дали се чувствуваш како еден вид на персонификација во реалниот живот на ликот кој што тој го одглуми. Ај сега ќе кажам уште една информација. Филмот кога почна да се снима, режисерот беше чест гостин во фирмата каде што работев јас. Добро. И тоа беше некаде 2014 и почеток на 2015. И реално многу работи во филмот се работи кои ја ги имам раскажувано на моите колеги како анекдоти со пациенти. Режисерот на филмот Ѓорче Ставрев се знам со него лично. Нели има таму доаѓано, конкретно со него никогаш не сум зборел на таа тема, никогаш ништо ме нема прашано, ама очигледно е дека сценариото на филмот во сценариото на филмот беше вметната приказната на активизмот и како луѓе дознаваат, нели како луѓе дознаваат дека канабисот е лековит. И буквално беше пресликана приказната, со тоа што за жал Ѓорче никогаш не исконтактира. Тврдам дека сюжето, приказната на филмот е прекопирана од случувањата кои се случуваа на активистите на Зелена алтернатива, зашто едноставно бевме, ја работев во едно филмско студио, нели он доаѓаше таму на гости, имаше соработка таму, тие муабети што ги правевме на пауза со колегиве од работа, зашто Сдруженијето Зелена алтернатива реално сме, јас сум основач, ама другите членови се сите работиме во таа фирма за специјални ефекти. Так. За филмови. Така да никој друг не знаеше за тие анекдоти. Таа приказна почна 2014 година. Филмот негде искочи 2015, така да немаше од каде он да ги дознава тие информации, освен од нашиот активизам. Така да не се препознавам, зашто малце и филмот лошо прикажан, морам да дадам критика,
заради тоа што на крај на филмот лекот и рецептот за лекот остана кај криминалците. Така завршува филмот. Пациентите беа истепани и рецептот го дадоа на криминалците што беше нивна дрогата. Сметам дека секој филм кој се снима до негде прави социјален инженеринг и сметам дека тој филм, иако така ја популаризираше малце марихуаната, тоа малце го направи и од аспект на хумор и не се баш испочитувани пациентите, тоест вистинската тажна приказна беше представена како црн хумор. И заради тоа искрено не сум баш фан на филмот, иако секоја реклама е добра реклама, така да дури негативно се збори за канабис, пак е добро, така да сепак давам дел од поддршката. Да, не се препознавам таму, ама многу луѓе ова прашање ми го поставиле, дали сум ја, демек, се препознавам во тоа. Препознавам што сакал да направи режисерот, ама не се препознавам. Добро, композитен лик, обично режисерите знаат да прават композитни ликови, значи како што кажа ти, од разговорите со повеќе луѓе, тоа што го слушнал од различни луѓе создал еден лик. Тоа е веќе уметничка интерпретација, не мора да биде отсликување на работа. Натака не зборам јас за ликот што го игра Ѓорче, што го игра Благој. Значи воопшто не зборам за ликот што го игра Благој, зашто со тој ме поврзуваат, не зборам за тоа. Не се ни осеќам као нешто дека ја треба тука нешто да се осеќам засегнат. Јас само во овој момент зборев за пораката која прати филмот кон дека не беше таа вистинската што требаше да биде. Зашто ситуацијата е малце тажна, не е баш за црн хумор. Имаме болни деца, имаме луѓе кои живеат во болки, сега во моментов на кој им треба канабис. И знаеш, тие луѓе и тие родители кои ќе го гледаат филмот, малце, знаеш, не е убаво. Само од тој аспект. Само од тој аспект. А друга работа, заради тоа што на крај не се слагам со сценариото, на крај лекот кој што кажав остана кај криминалците. Тоа е социјален инженеринг што полека суптилно им става на луѓето како чип во мозокот дека никогаш ние нема да го имаме лекот во наши раце, него секогаш некои криминалци ќе ни го држат забранет или ќе ни го продаваат по баснословни суми и еве тоа на крај се случува, само што го објасниме со фирмите што сакаат да извезуваат, а не оставаат ништо во Македонија. Така да поздрав до Ѓорчева, да не го свати како критика, ова е само мој став и моје мислење. Секоја критика е конструктивна. Се надевам дека ќе му текне да сними Исцелител број 2, зашто може више време, работата е више скоро сменета. Имаме една нова скроз ново време сега, за разлика од тогаш. Сега веќе има фирми, сега веќе скоро секој знае дома сам да си направи масло, не трчаат по дилери луѓе. Имаме една нова ситуација што исто така би требало да биде документирана. Се надевам дека ќе биде документирана на вистинскиот начин. Еве ние сега ја документираме на ваков начин со подкаст. Толку за тие луѓе кои што бараат исцелување, тие луѓе кои што се во нужда за имањето на ова средство за исцелување од сите болести кои што ги набројавме, значи не само малигните, те молам за нив твојата порака, значи да ја сублимираме твојата порака и да привршуваме со подкастов. Порака една за да како за крај да така, значи да не сум некој мислител да давам поруки или да давам совети, пошто реално да можев да дам добри совети, јас сам ќе се посоветував да поминам малце подобро животот или со разни работи, ама би сакал да ги охрабрам сите луѓе, да им кажам дека здравието е најважно и дека ако нашите предци земале, зборам за комити и партизани, земале пушка и дали у планина за да си ги остварат своите права и си го ризикувале животот за да нели си го ризикувале животот за да го подобрат животот на своите сограѓани и сонародници и зимале пушка, би сакал нас во ова време што сме некако вид на борци да ги охрабрам да појавно да зборат, например, тие луѓе што имаат резултати со канабис да искачаат јавно и да зборат, да не се плашат.
животот е еден и е краток и нема време за страв. Би сакал да порачам и да дадам да кажам дека канабисот не е дрога, дека секој би требало да го истражува. Секој има доволно капацитет да види што е вистина. Би сакал да кажам дека порака до оние што ги менуваат законите, дека канабисот никогаш нема да може да го регулираат на оној начин тие кои што сакаат да го регулираат и дека канабисот во моментов ја држи цената кој што ја држи само зашто е нелегален и зашто е цената вештачки напумпана. Канабисот е многу ефтино растение, лесно е за одгледување и единствениот начин да се регулира канабисот и да се донесе добар закон е да се намали црниот пазар. Со намалување да се намали цената. Со намалување на цената на канабисот ќе биде достапен за сите, нема да биде интересен за криминалците пошто нема да им генерира профит. Нема да биде интересен за оние кои сакат да го садат и да го продаваат на малолетници, пошто ќе биде ефтин и нема да се исплати, а ќе биде достапен до пациентите. Така да, со намалување на цената на канабисот, со еден удар утепувате 5 муви, не 2. Тоа се црн пазар, заштита на пациенти, пристап до пациенти, заштита на малолетници и најважно од све данок во државата. Така. Така. Филип, огромно благодарност до тебе за сета твоја активност, за целиот твој активизам и благодарам за ова интервју. Од сите работи што ги начнавме, јас верувам дека ова е само еден мал дел од оно што имаш да ни го кажеш, што остава простор за наредно интервју, а се надеваме дека до наредното интервју ќе има и вистински промени во општеството, односно дека ќе има нови закони, дека ќе има нови подобрувања, значи регуларизација во смисол во кој што упатуваш ти и не само ти, затоа што ти си активен и зборуваш јавно за тоа, но активистите околу тебе и независно од тебе се многу. Ти благодарам и секој добро. Фала многу, фала на поканата и највеќе фала за вашиот интерес за оваа тема, пошто не се сите уште толку храбри. Така. Поздрав. Се гледаме, чао.